Кога зборуваме за туризмот во Националниот парк Галичица, сите сме свесни дека Галичица се наоѓа на најдоброто место во Македонија и представува една од најпосетуваните дестинации во Република Македонија во однос на туризмот. Тоа е заради фактот што ние сме национален парк и заради фактот што се наоѓаме помеѓу двете природни најголеми езера во државата. Целото работење во поглед на туристичките потенцијали и нивното развивање и правилно одржливо користење на истите го правиме во согласност со планот за управување 2021-2030 година, кој што беше донесен во 2020 година на крајот, и во согласност со стратегијата за развој на одржлив туризам 2021-2025 година. Многу се потенцијалите, значи зборуваме за место кое што нуди многу можности за развој на алтернативни типови на туризам, како планински туризам, како здравствен туризам, како планинарење, велосипедизам по планински патеки. Само ќе напомнам тука дека Националниот парк Галичица има обележано околу 240 километри од патеки, од кои што 40 километри се за велосипедизам, а остатокот од 200 километри се за пешачење и хајкинг и разгледување на природните знаменитости. Природните карактеристики на регионот, големото ниво на биодиверзитет, чистата природа, релативно чистата природа би рекол јас, но исто така и многобројните културни споменици кои што се наоѓаат во или околу територијата на Националниот парк се исто така потенцијали кои што ние итекако сакаме да ги искористиме и пробуваме да ги искористуваме. Летањето на параглајдерите или параглајдеризмот е уште еден аспект на развој на туризмот, кој што Националниот парк Галичица го има воспоставено веќе неколку години уназад, со официјално регистрирање на две полетувалишта од страна на јавната установа, еден кај Белестово и еден кај Трпеца. И еве сега баш деновиве добивме информација дека големиот натпревар од Крушево, кој што се одржува традиционално секоја година во параглајдинг, сакаат да го преправат на територијата на Галичица. Сето тоа се прави со комуникација со вршителите на дејност, со прашување и со дискусија во поглед на нивните потреби. Знаете дека заштитарите од една страна имаат одредени своји барања и принципи при работата, а од друга страна вршителите на дејност, особено оние кои што се занимаваат со туризам, не се доволно запознати со потребата од заштита и тука претежно настануваат недоразбирањата. Меѓутоа, ние преку континуирано следење на проблемите, континуирана комуникација со засегнатите страни, односно со вршителите на дејност, пробуваме на некој начин од една страна да ги едуцираме, а од друга страна да ги искористиме можностите кои што пред се финансиските можности кои што произлегуваат од работата на овие вршители на дејност, имајќи ги во предвид потенцијалите, дел од потенцијалите кои што веќе ги спомнав. Воспротивно, не би можеле да се финансираме, бидејќи само да потсетам, Националниот парк Галичица е единствен национален парк во Република Македонија кој што не се занимава со производство на огревно дрво и ние нашите средства за функционирање ги генерираме преку туризам. Како што веќе споменав, значи туристичките активности од една страна и заштитата на природата не одат така лесно и спонтано секогаш заедно. Меѓутоа, мора да одат, бидејќи треба да имаме во предвид дека на територијата на паркот живеат околу 5500 жители и тие луѓе треба да живеат на некој начин, како и самите охриѓани или реценчани од другата страна, имајќи ги во предвид нашите природни богатства со кои што треба да се гордееме и кои што треба долгорочно да гледаме да ги искористуваме. Проблеми настануваат многу. Прво, би спомнал институционален проблем, односно немањето на доволно разбирање и ефикасност од страна на инспекторатот при Министерството за животна средина и просторно планирање на локално ниво. Значи, секогаш кога ние пријавуваме, не се толку брзи и ефикасни во излегувањето на терен и во справувањето со проблемите. Тоа е евидентно. Значи, тоа е проблем со кој што нашите чувари на паркот се среќаваат секојдневно. Второто е немање на подзаконски акти за мандатните казни. Според Законот за заштита на природа,
нашите ренџери, тоест чувари на паркот, треба да имаат право да напишат мандат на казна, тоест да го казнат едно лице доколку го најдат да врши некое нелегално дејство во паркот, еве да речеме да фрла ѓубре. Меѓутоа, заради недостатокот на подзаконски акти, ова се уште не е решено. Исто така, ни представува проблем, значи чуварот ќе го евидентира тоа и остануваме само на тоа. Трето, и мислам дека ова е најголем проблем, со развојот на туризмот и туристичките активности доаѓа и до притисок од урбанизација на Националниот парк Галичица, легална и помалку легална. Значи, во таа смисла имаме голем притисок од депонии кои што настануваат градежен шут. Например, се гради туристичка населба, викендичка или некаков објект, луѓето не ги носат отпадот на соодветните депонии, туку заради X причини, за мене нејасни искрено, ги оставаат на територијата на паркот. Тоа ме наведува на следното. Например, во текот на минатите 2 години, во соработка со јавното предпријатие Охридски комуналец, беа мапирани и исчистени 30 депонии од таков градежен шут низ Галичица. Навистина е голем притисокот и она што го прави нашата служба е, бих рекол, надчовечки, бидејќи ќе кажам колку сме во иднина, меѓутоа тоа е се што можеме да направиме во овој момент. На крај, нашата чуварска служба е континуирано на терен, преку летниот и зимскиот период, и исто така имаме поставено и надзорни камери на кои што би можеле да ги евидентираме овие можни нелегални дејства. И повторно се враќаме на она првото, инспекторатот треба малку поефикасен да биде во поглед на справување со исти. Значи, одлично прашање, ви благодарам на прашањето. Сите вработени се активно вклучени во поглед на решавање на овие проблеми, меѓутоа директно вклучени се чуварите на паркот, кои што се 7, а територијата на паркот е 24.000 хектари. И останатите вработени, оние што работат во установата, во нашата централа, се вклучени, директно или индиректно, во решавањето на овие проблеми, меѓутоа најдиректно се чуварите на паркот. Сега, кога имате 24.000 хектари и 7 чувари на паркот, што треба да се грижат за спроведување на законот 24 часа во текот на неделата, можете да замислите дека тоа и не е така ефикасно како би требало да биде. Меѓутоа, во соработка со локалното население, во соработка со вршители на дејност, како параглайдеристи, како возачи на 4x4 возила и така натаму, имаме драгоценни информации кои што ни го намалуваат времето, а и секако и трошоците за одење на терен онаму каде што е потребно. Значи, да бидам краток и концизен, би рекол 7 се активно вклучени во справувањето. Значи, соработката со општината, секогаш сакам да кажам дека Галичица не е македонска само и не е охридска само. Галичица ужива покрај националната заштита, прогласена на национален парк, исто така влегува и во територијата на Охридскиот регион на културно и природно наследство, заштитено, впишан на листата на УНЕСКО во 79 и 80 година, но и она што не е толку познато во јавноста, а исто така е доста важно, е тоа што од 2014 година дел од територијата на националниот парк е и на територијата на првиот трансграничен биосферен резерват. Значи, и тоа е заштита, уште една легална заштита кој што е поставена од страна на светската јавност, научна јавност, заради тоа што Галичица вреди на некој начин. И сега ние, како локалци, треба да се трудиме да соработуваме со сите локални чинители, вклучувајќи општината, локалното население и вршителите на дејност, за да можеме да ги реализираме сите потребни активности кои што произлегуваат од овие дезигнации. Значи, не е само да бидеме назначени на листата на УНЕСКО, туку треба да исполнуваме и одредени услови за да останеме, бидејќи тоа е голем адут и за Охрид, и за Галичица, и за туризмот во регионот. Соработката со општината е на значително ниво, значи учествуваме во сите работни групи, во сите меѓусебни состаноци поврзани со оваа тематика,
А со локалното население исто така соработуваме доста добро, бидејќи представници од секоја местна заедница се членови на нашиот совет на засегнати страни и на тој начин пробуваме директно да го чуеме нивното мислење и нивните потреби директно во креирањето на политиките на националниот парк.